Почитувани медиуми, како независен синдикат за образование и наука, чувствуваме потреба јавно да ги искажеме проблемите со кои што се соочуваат вработените во образованието. Во колективните договори за основно образование и средно образование, од страна на подписниците се вметнати одредби кои што велат дека колективниот договор важи само за членовите кои што се во синдикат. Ваквата поставеност доведува да вработените мора да бидат членови на синдикат со цел да користат право од колективниот договор. Колективните договори како подзаконски акти се донесуваат со цел да важат подеднакво за сите вработени, без разлика дали се или не се членови на синдикат. Ваквиот начин на поставеност е вешто искористен манипулаторски од страна на СОНК, кој што редовно упатува дописи и укажува на директорите во училиштата дека колективниот договор важи исклучиво за вработените на СОНК и доколку лицата вработени кои што сакаат да користат право од колективниот договор се должни да плаќаат чланарина на СОНК или на друг синдикат, а воедно никој пат јавно немаат искажано немаат реагирано за тоа што доследно не се почитува пресметката за плата која што е предвидена во колективниот договор. По тој повод Независниот синдикат за образование и наука заедно со тимот на правници ќе поднесе иницијатива до Уставниот суд со цел да се провери уставноста на член 3 и член 99 од колективниот договор за основно образование и колективниот договор за средно образование. Воедно јавно ги повикуваме надлежните, односно Министерот за образование и наука и Министерката за труд и социјална политика активно да учествува во решавање на овој проблем со цел вработените да се ослободат од ваквиот вазалски однос. Благодарам. Пресметката во колективниот договор, како што е наведено од страна на подписниците МОН и СОНК, вели дека соодветниот коефициент се множи со платата, односно се множи со минималната бруто плата која што е донесена со закон. А како се пресметува? А всушност тоа е проблемот. Зашто до сега не сте побарале промена, односно Ние имаме побарано, но за да се прерачуна почетната плата, потребно е да направат спогодба репрезентативниот синдикат и Министерството за образование и наука, кои што се должни според колективниот договор да го направат тоа еднаш во годината, но истите тоа јавно го немаат излезено и јавно немаат направено таа согласност веќе 4 години. А тоа не доведува до ситуација да не ја добиваме платата според нас, онаа која што логички е пресметана во колективниот договор. Може ли не кажете колку членови брои вашиот синдикат? Независниот синдикат за образование и наука, како прилично ново регистрирано тело во последнава година, број доволно членови и ги охрабруваме и понатаму вработените во образование да не се приклучат.